Големо задоволство ми е да ја представам мојата денешна соговорничка, затоа што е посебна девојка по многу нешта. Таа има само 20 години и е студентка на економскиот факултет во Битола, а на пошироката јавност е позната како младата, убава и талентирана девојка која што чука на тапани. Тијанче Илова денеска разговара заедно со мене за гледачите на телевизија Алфа. Здраво! Здраво, Ирена, ти благодарам на поканата за интервјуто. Чест ми е да учествувам на интервју со тебе. Фала ти што ми се јави. Ние подолго време го договаравме овој интервју, уште пред крајот на 2024 година, но поради многуте обврски кои што некако на сите ни се сконцентрирани токму во декември, оставивме денешнава средба да се случи токму на почетокот на новата 2025 година. Пред да те прашам како ти измина 2024, би сакала да почнеме од тоа како едно малечко девојче доби желба да чука на тапани и како всушност реши да станеш тапанџика. Мојата желба е уште од мали нозе, уште од, можам да кажам, 5-6 години на рана возраст. Јас кога бев дома не гледав цртани, не гледав детски работи, јас го гледав танец, значи обожател бев на танец, слушав македонска народна музика. Дедо ми е тапанар, мојот дедо на мајка ми татко, и кога дедо ми свиреше тапан и кога одев кај него, цело време желба ми беше само тапанот. Го гледав како инструмент и кога одев кај него на гости, го крадев, едноставно кажано, тапанот, за да не ме види пред него, никако не се искажував, сама го крадев, кога не се дома они, јас кога сум кај нив на гости, го земав тапанот, свирев, се импровизирав сама инструмент дома од различно од дрво, од најобично импровизиран инструмент, се додека во пето оделение мојата баба не ми порача тапан, не знаев за тапанот, кога ми го порача првиот тапан, така тргна и приказната. Пак уште не се искажував пред моите дека имам талент, а толку сакав многу да свирам, да видам дел од музиката. Се сама свирев, сама импровизирав, сама си размислував, се додека во 8 оделение кога бев тука негде 14 години, на домашна веселба, дедо ми ме праша, едноставно ми рече: дедо, да видам јас ти што знаеш да свириш. Ми го даде тапанот и кога ја свирив првата песна, неговото ме рече: повели, тапанот е твој, а тука тргна приказната. Тогаш му стана јасно дека доби своја наследничка. Додека сите мали девојчиња сонувале во раце да имаат кукла или некоја слична играчка, ти сонуваше за твојот тапан, кој што еве сега стана твој верен придружник. Тијана, кога и како се случи твојот прв поголем настап пред поширока публика? Значи после тој настап во најтесниот круг на семејството. Тоа беше во 2018 година, мислам, на 20 јуни, кога исто така на домашна, ама свадба со поголем број на публика. Таткото на младоженецот ме покани, ме праша дали сакаш да извириш некоја песна. На почетокот му викав не, знаеш како е, да не трема имав, ама кога излегов на сцената, цела сала стана на нозе, имав малку трема, ама кај луѓето се гледаше воодушевеност. Тогаш беа и мајка ми и татко ми на таа свадба, се гледаше солзи, радосници имаше. Така. И навистина е прекрасно кога ќе видиме дека една млада, нежна, тенка, фрагилна девојка држи во рацете тапан и со страст и со љубов удира по тапанот во тактот на македонската народна музика. Што беше она што тебе те привлече толку многу кај тапанот? Затоа што тоа е еден инструмент што е прилично и тежок, околу 5 килограми ако не се лажам, што може би за настап од 2-3 минути не е многу тешко, но твоите настапи честопати траат по 2-3 часа.
тапанот како инструмент, уште од ти кажав уште од мали нозе кога го гледав танец, кога ги гледав свадби, кога гледав тапан, така ми беше нешто што сакам да го имам и нешто што сакам да го свирам. Се знаев за тапанот, како се произведува, како се прави, како се мести, како се штима звукот, од каде вади. И со дедо ми моабитот цело време го прашав. Зошто е ова вака, зошто е ова онака, како се свири, како ова. И тој и така ќе ми објасни, ама мисле дека додека не знаеш. Тапанот како инструмент ми е прва љубов и не го менувам, традиционалниот народен тапан, останатите тапани исто ми се другарчиња, исто си свирам со нив и едноставно ми е нешто што не го давам за ништо. Ти си еден прекрасен пример и чинам дека им отвори врата и пат и на останатите девојки, девојчиња да чукаат на тапан, некако ги охрабри затоа што генерално се смета дека тапанот е инструмент наменет за машки. Тапанот и секој инструмент во музиката не може да го поделиме на машки или на женски. Тоа е едноставно љубов, едноставно нешто што го сакаш. Тапанот е и за женски и за машки. Има и жени што свират кларинет, жени што свират хармоника, жени што свират труба. Тука нема поделба тоа дали е машки или женски. Затоа ги охрабрувам сите што имаат талент, како што јас сум го криела, да не го кријат така, туку да го искажат талентот за да успеат во тоа што го сакаат. Дијана, 2024 година беше за тебе многу активна година, многу често те гледавме на ТВ екраните, на разни други манифестации и настапи. Некако стана заштитен знак на сите поголеми настани, а меѓу другото имавме можност да те видиме и како настапуваш на големиот јубилеен концерт на групата Меморија во преполна арена Борис Трајковски пред толку многу публик. Ајде малку за оваа 24-та измината година и што за тебе беа најблескавите и најубави моменти од неа? 2024 година ми беше една од најдобрите години до сега што се занимавам со музика веќе 4-5 години, ама оваа година беше многу добра. Имам женски бенд, што се вика, бендот ни се вика Ана и девојките, ги поздравувам Ана и Маја. Со нив свирам скоро може да кажам низ цела Македонија, имаме настани Тетово, Струмица и во околностите. Учествувам во музичка емисија, плюс одам на факултет, плюс правам работиме на нешто ново со бендот, да извадиме некое наше дело. И во август месец пејачот Ристо Самарџиев, кој што ми е драг пријател, поздрав и до него, ми се јави и ме праша: Тијана, ми треба, вика, женски тапан, дали можеш да не бидеш гостин за концертот на Меморија? Не ни размислив да кажам, ми рече ќе се јавам, само дата да договориме, јас одма го прифанав. Концертот на Меморија е едно големо задоволство, голема чест и на големата сцена, такво нешто во животот не се умислела дека ќе доживеам. Беше прекрасно искуство, прекрасно издание, публиката, луѓето што бевме, другите гости, се беше прекрасно. Да, беше тоа навистина неверојатен момент кога те видовме облечена во црвен фустан во бојата на македонското знаме, како зачука на тапанот и како цела сала, секој еден присутен кој што беше таа вечер аплаудираше и срцата на сите нас чукаа во ритамот на тапанот и во ритамот на Македонија. Какви се твоите планови за оваа 2025 и кои се твоите желби? Желба имам да и со бендот работиме, ти кажав, како што ти кажав, и минатата и оваа година работиме на нешто наше. Планирам нешто мое, свое авторско, со нешто како концерт, нешто како настан. Сум во план во иднина, ако даде Господ да реализирам, и другото го оставам на времето.
Тијанче, ти благодарам за одвоеното време и за можноста нашата публика да дознае нешто повеќе за тебе, да те запознае вака и одблиску. Во свое лично име и во име на телевизија Алфа ќе ти посакам 2025 да ти биде уште поуспешна, поубава и посреќна од претходната и да те гледаме што почесто, да ни ги веселиш срцата и душите со тапанот и со убавата македонска музика. Ти благодарам, Ирена, ти благодарам на интервјуто, те поздравувам и се најдобро.